Драги гледачи, наш гостин во ова издание на емисијата Инфорегион е Лилјана Јоновски, извршна директорка на Рурална коалиција, со која што ќе поразговараме повеќе околу нивниот најнов проект Наша тезга. Јоновски, добро дојдовте во ова издание на Инфорегион. Добре најдовме, благодарам за поканата. Како што кажав, ќе поразговараме околу вашата онлайн платформа. Тука имаме и некои материјали, која што е насловена како Наша тезга, а воедно е и првата ваква платформа за помош на жените земјоделки за продажба на нивните производи. Како пред се дојде до реализација и кога на оваа идеја? Морам да споменам дека Наша тезга всушност ни представува една наша иницијатива која што ја развиваме повеќе и од една година, можам да кажам. Ковид пандемијата на сите негативно влијаеше, веќе резултатите ги гледаме од тоа и самите сме свесни дека веќе втора година поред живееме во ајде да речем субстандардни услови поради сето тоа кое што не го предизвика пандемијата. Меѓутоа морам да споменам дека секој пак од нас и различно не погоди. Па така да со самата наша теренска работа како организација за време на ковид пандемијата кај жените увидовме дека има значителни негативни ефекти од самата ковид пандемија, вклучувајќи ги и социјалните моменти од аспект на тоа што се зголеми психолошкиот притисок на жените и децата останаат дома, работата на нива и понатаму продолжи, а од друга страна пак приходите се намалуваа кај нив. И поради затворањето на пазарите, меѓутоа и поради сепак стравот од контакти едни со други кој што владееше и кој што се уште нели не е присутен. И кога се соочивме со една таква ситуација, се одлучивме ајде да се обидеме нешто да направиме, а да тоа не е во насока на нивно економско зајакнување и на поддршка за излез од ситуацијата во која што се наоѓаат, затоа што морам да споменам дека дури 84% од жените од руралните средини истакнаа дека имаат негативни економски ефекти кога станува збор за ковид пандемијата, односно намалување на нивните приходи. И многу беше интересно што всушност ваквата идеја дојде од кај самите нив. Кога разговаравме на терен што би можело да се направи, главната нивна порака беше дека онлайн земјоделство нема. Меѓутоа, нема земјоделство, меѓутоа дали може да се направи нешто повеќе околу продажбата? И онлайн продажба има. И тогаш ние застанавме заедно со нив да направиме едно истражување и на пазарот, и на пазарите кај нас, меѓутоа исто така и во соседните земји, при што увидовме дека навистина може да развиеме еден нов начин на продажба, а да тоа биде всушност онлайн. И така всушност започна целата приказна, самата иницијатива која што ја сработивме, морам да кажам дека првично ја презентиравме на еден настан кој што се нарекува донаторски кружок, каде што се избираат секоја година 3 иницијативи од страна на граѓанските организации и каде што секоја граѓанска организација својата иницијатива ја презентира пред бизнис заедницата, пред индивидуалните граѓани и пред останатите засегнати чинители во општеството, се со цел за да обезбеди одредени средства за реализација на истата. И од тука всушност не тргна приказната. Понатаму успеавме преку тој донаторски кружок да изградиме и врски контакти со бизнис заедницата. Успеавме да се приклучиме кон еден поголем проект на Германското друштво за меѓународна соработка, кој што пак градат меѓусекторски партнерства, односно партнерства со останатите чинители во самото општество, како што се локалните институции, како што е бизнис заедницата, индивидуалните граѓани, се со цел да на крај всушност кон сите ние како чинители од општественото живење да може да придонесеме и кон целите за одржлив развој на Обединетите нации, така да нашата приказна дури ни доби едни меѓународни размери и веќе денес ми е навистина драго што на крајот на оваа година веќе Наша тезга, самата таа платформа е целосно воспоставена и функционална. Колку членки моментално членуваат, односно продаваат своји производи на Наша тезга и кој се може да биде дел од оваа онлайн платформа? Во моментов, на моје огромно задоволство, ние имаме над 100 жени,
кои што се дел од платформата. Морам да кажам дека застапеноста не е од сите 8 плански региони. Имавме низ летниот период еден процес и на теренско мапирање на жените кои што произведуваат или прават преработки од земјоделски производи и целта всушност ни беше да целата таа разновидност на храна, на локално произведени производи и преработки да ни биде достапна со неколку клика. И мислам дека успеавме во таа идеја и во таа заложба тоа да го направиме. Така сега и секој може и да ги види производите кои што ги произведуваат жените. Понатаму платформата исто така е отворена и за секој кој што ќе сака да се приклучи на истата. И исто така морам тука да споменам дека освен овој дел на купување и продавање на производи, самата платформа сакавме да ја направиме да биде малку поразлична од сето она кое што имаме можност да го видиме досега, а тоа е да го вметнеме и тој социјален момент или социјален елемент, па така на самата платформа, освен тоа што ќе може да се видат производите, да се купат, исто така ќе може и да прочитате многу повеќе за традицијата на самото производство, кое што се прави на локално ниво, да се дознае нешто повеќе за животот на самите жени и дури потоа кога веќе ја знаете приказната на оној кој што на онаа жена од која што купувате, ќе може да ги нарачате нејзините производи. Бидејќи претходно сме немале како држава искуство со онлайн продажбата во земјоделскиот сектор, 100 жени за околу краток период е навистина една добра бројка. Дали лесно одеше за членувањето, дали жените земјоделки беа скептични како тоа ќе оди преку интернет, дали ќе продаваме? Да, на терен морам да кажам дека оно што беше најзначајно е што се соочувавме со многу позитивни реакции. На наше големо изненадување, пак ајде да речеме еден позитивен аспект од ковид пандемијата е тоа што дигитализацијата ни навлезе во сите домови, па дури и во руралните средини, па така да жените беа заинтересирани да се обидат со нешто ново, секако дека скептицизмот на почеток постоеше, дали значи тоа воопшто ќе се воспостави, дали ќе може да се продава на таков начин. Навистина бројката е доста голема и според нас за толку краток период, меѓутоа сепак тоа на нас ни дава пак еден знак дека промени се потребни и во овој сектор и секако негова модернизација, а се со цел на крај да економскиот бенефит се врати токму кај оние кај кој што е најпотребно, во овој случај кај нас, кај жените од руралните средини. Еве кои производи се можам јас како купувач, доколку влезам на сајтот наша тезга, можам да ги купам и како оди тоа купување на производите? Од производи може се што се произведува кај нас, дали е свеж овош или зеленчук, може да се изберете тамо. Така и ни се подредени по категории, имате категорија на мед и пчеларски производи, имате исто така категорија на традиционални преработки, дали се тоа джемови, дали се сладка, може например да вкусите како сладкото од речел или дел од производите кои што значи денес тука ги донесовме, дали се тоа чипс од лешници, дали станува збор за органски јаболка. Понатаму дури имаме и рачни изработки кои што ги прават жените од руралните средини, така да сето тоа всушност по категории може да се го изберете, а може исто така да се го изберете и по жена, доколку дел од нив познавате, па и сакате да го поддржите нивното производство, а со дел од нив и директно може да се запознаете на самата платформа со оглед на тоа што ги има и нивните приказни и да потоа си направите нарачка онлайн, а исто така дополнително достапни се и нивните контакти, доколку дел од жените сакате да ги и дополнително да ги исконтактирате, посетите и така натака. И морам да споменам дека кога станува збор за продажбата, она што ние да речем како дополнителна мотивација го воведовме во изминатиот период е што успеавме да направиме и 3 различни видови на промотивни пакети на земјоделски производи, се со цел да речам да стартот биде полесен за сите нас преку продажбата на вакви промотивни пакети, па така да може да се изберете и пакет од производи, дали се преработки, например дали се ајвар, дали е туршија, дали е одредена зимска салата која што во моментов не е актуелна, а исто така по повод пак на новогодишните и божитините празници изработивме пак и посебни пакети со различни видови на производи од жените кои што како што споменав, дали се значи што ни е во моментов карактеристично, дали значи тоа се лешници, дали тоа е граф, дали значи тоа ни е јаболка или одредени други видови на преработки, кои што се
кои што да речем и се користат најмногу во овој период на годината и всушност на таков или имат исто така органските производини се доста застапени, дали значи тоа е мед, сирењата исто така и да на таков начин си направите една комбинација и по ваш избор, а да тоа биде и соодветно спакувано и секако доставено до вратата на секој потрошувач. Тоа беше следното прашање, доставата како е регулирана преку брзите пошти во Македонија или како? Да, во моментов доставата не е така регулирана, ние сме во преговори со поголем број на компании, кои што односно дистрибутивни мрежи, така да сето она кое што ќе се нарача од платформата, всушност го добивате на прагот од вашиот дом. Како што кажавме, оваа платформа на еден начин произлезе од оваа пандемија која што има веќе втора година поред, но бидејќи дигитализацијата навлезена во сите сфери во нашето општество, така да оваа платформа се изгледа дека ќе продолжи понатаму и по завршувањето на пандемијата, затоа што онлайн продажбата, освен во другите сектори, се повеќе ќе биде застапена и во земјоделскиот сектор. Да, јас искрено верувам дека тоа ќе биде така и после завршувањето на ковид пандемијата, затоа што убаво споменавте вие, навлегуваме во едни процеси кои што според мене, барем во овој сектор, требаше и многу порано да ни се случат и многу често може да ја сретнете изјавата барем за овој сектор кога станува збор дека дигитализацијата што требаше да ни се случи во период од 10 години, мислам дека ни се случи за година и половина. Со оглед и на искуствата кои што ги имаме на терен и една од заложбите е како и понатаму ние да работиме на подигнување на дигиталните вештини на жените од руралните средини. Морам да споменам дека и сега виртуелно или онлайн тие и веќе се поврзуваат меѓу себе. Се прави дури размена на производи помеѓу нив самите, размена на искуства, на начини на производство, што па на нас доволно ни говори дека ваквиот начин на комуникација и на продажба дури ќе може да го заземе централното место како ќе се врши продажбата, затоа што од друга страна пак тоа е атрактивно и за нас како купувачи. Значи вие медот да речам од Берово или Беровското, значи сирење, ќе може само со неколку клика да го добиете тука, значи дали е во Прилеп или во кој друг било регион или од Струмичките домати, исто така да ги добиете пред врата, што секако на традиционалниот начин и не е толку лесно нели да се случи. Рековте дека искуства собиравте пред да се направи оваа платформа од околните држави. Колку онлайн земјоделството или тие онлайн земјоделски пазари функционираат еве во нашето соседство, да не одиме подалеку? Морам да кажам дека ние конкретно го зедовме примерот од соседна Србија, кој што пак е развиван врз основа на модел кој што е доста функционален во Австрија. И така некако ни се провлекуваат искуствата и особено платформата која што е исто така е развиена таму од здруженија кои што работат во насока на емансипација на жените од руралните средини, се согласно продажбите кои што ги имаат, се навистина многу задоволни, особено само дури нивната продажба тамо е фокусирана само во Белград и околината на Белград, па дури според последните наши контакти тие се сочени и со недоволно количини на она кој што го произведуваат жените од руралните средини за да го испорачаат. Така да тоа на нас всушност и ние и доволна мотивација дека ваквите онлайн пазари и се иднината во овој сектор, меѓутоа исто така ако се добро воспоставени, добро функционални и организирани, дека всушност тука е и иднината на самата продажба на земјоделски производи и на подобрување на реалната особено економска положба на жените и воопшто сметам на секторот земјоделство. На почеток на овој разговор спомнавте дека пандемијата многу влијаеше врз земјоделскиот сектор, особено кај руралните жени. Како рурална коалиција на ваша оценка за 2021 година за овој сектор и вашите очекувања за наредната година? Морам да кажам дека овие 2 години се навистина исклучително тешки години кога станува збор за секторот земјоделство. Со оглед на тоа што имавме многу покачени цени на репроматеријалите и целокупното производство, всушност чинењето на самото производство, бидејќи се покачија трошоците, секако дека и цените многу повеќе се покачија и на земјоделските производи. Сведоци мислам дека на тоа бевме и сите. Ова ни беше една од најскапите години кога станува збор за цената на земјоделските производи. Меѓутоа, од друга страна, исто така морам да споменам дека само тоа зголемување на цените
не значи и бенефит за земјоделците, затоа што во голем дел овие цени, нивното зголемување доаѓа како резултат на тоа што во голем дел земјоделското производство е и намалено. Во одредени региони тоа беше трендот, да речам, минатата година, се сеја и повеќе површини и слично. Меѓутоа поради соочувањето со недоволните можности за откуп или откупот по ниски цени, оваа година веќе дел и од тие површини се намалуваат, а со самото намалување на тоа и поскапените цени на репроматеријалите автоматски доаѓа и до зголемена цена кај земјоделското производство. Сметам дека она што се стандард секако и годините наназад, така и оваа година беше, субвенциите не се исплаќаат во периодот кога им се најпотребни на земјоделците, што исто така е дополнително отежнувачки елемент за нив, и дека според нас и според истражувањата кои што ги правевме, ова е една од потешките години со кои што се соочуваат земјоделците. Голем дел, да речам, и од оние стандардни мерки за финансиска поддршка кои што и претходно биле вклучени, овие 2 години, да речам, ги немаше. Еве конкретно во оваа втора година поред, како и нема повик за конкретно и за мерката 115, која што е мерка насочена кон економско јакнење на активен член во земјоделското стопанство и е баш за жени. Веќе втора година поред не се објавува мерка поради и ковид пандемијата и поради други околности. Морам да ги споменам исто така тука и долгите процеси на одлучување и за оние повици кои што беа објавени како резултат на недоволните капацитети и недоволниот број на вработени кои што ги има платежната агенција, и сето тоа некако многу обесхрабрувачки и, да речам, негативно влијае на терен, особено кај земјоделците кои што и понатаму основна или примарна дејност им е земјоделското производство. Она што го очекувам за 2022, барем според најавители и нашите можности да ја видиме програмата за рурален развој 2022 година, сметам дека би требало да имаме една по-добра, една поуспешна година, барем кога станува збор за финансиската поддршка директно на земјоделското производство, а на стратешките процеси и понатаму ќе мора да се работи, се со цел да се воведат тие календари на исплати кога станува збор, да се изнајдат начини преку кои што те економски ќе може и да се здружуваат самите земјоделци, се со цел секако да се вложува понатаму во модернизацијата, во зголемувањето на конкурентноста на производството, затоа што всушност пак и тука тоа е нашата иднина, ако 45% од земјата ја сметаме за рурална и може да се произведува храна, всушност тука и ние треба и да не биде насочен фокусот, така да многу повеќе да се вложува треба во овие аспекти, а исто така во текот кон крајот на 2022 година се очекува почетокот пак и на ИПАР 3 програмата, каде што најавите се дека ќе има и нови акредитирани мерки за кои што ќе може земјоделците да аплицираат, и многу повеќе ќе се вложува и во делот на диверзификација на руралниот развој, односно да не само примарното земјоделско производство се развива, туку исто така да се обрне внимание и на руралниот туризам, на преработките на земјоделски производи, и на таков начин да речем да се обидеме сите заедно да ја подобриме комплетната слика кога станува збор за земјоделството и руралниот развој кај нас. Како организација Рурална коалиција, ова е еден од вашите последни проекти. На што во иднина ќе работите во 2022? Дали веќе имате некаков план како организација? Да, секако. Она што 2021 ни одбележа е токму проектот за кој што денес говоревме, наша тезга. Меѓутоа, всушност, ова е еден нов процес во кој што навлегувавме, во кој што се уште ќе треба да се развиваме. Така да, еден од плановите на кој што ќе работиме 2022 е и понатамошниот развој и поддршката на жените од руралните средини преку наша тезга. Меѓутоа, исто така и навлегуваме во еден нов сегмент, а тоа е социјалното претприемништво, на кој што ќе сакаме да посветиме еден дел од работењето на организацијата, затоа што всушност целта ни е да не оваа платформа која што ја основавме
има чисто само економски карактер, туку да може и да дел од самите приходи кои што се остваруваат преку платформата, всушност преку социјалното претприемништво и основањето на социјално претпријатие да може повторно да се враќаат назад во руралните средини и заедници, на таков начин особено да се помагаат социјално загрозените и маргинализирани групи и семејства кои што живеат во руралните средини. Тоа е едниот сегмент кој што го работиме и кој што ќе го работиме во 2022 година. Вториот дел ни е дигитализацијата. Ние овие 2 години особено работиме на унапредување на дигиталните вештини директно на терен со земјоделците, користењето на услугите, електронското аплицирање за субвенции, па бидејќи тоа се, да речем, подолготрајни процеси, истите ќе продолжиме да работиме токму во таа насока и во текот на 2022 година. Третиот сегмент кој што постојано го практикуваме е всушност и ние како коалиција сме неформална коалиција на 50 локални здруженија кои што делуваат во сите 8 плански региони. Тие здруженија се grassroot организации, односно мали организации кои што постојано имаат потреба од поддршка, дали во нивниот стратешки развој, дали во превземањето на локални иницијативи, па тој сегмент градењето на нивните капацитети, особено и застапувањето во локалната заедница, ќе продолжиме да го градиме и понатаму. И застапувањето секако за мерки, политики кои што ќе бидат многу поповолни и ќе овозможат модернизација и развој на секторот и на локално и на национално ниво и понатаму ќе ни биде присутен. И секако, всушност, тука во ова последново што го споменав, ни влегува и развојот и понатаму на соработката и со локалните, значи, власти, институции, меѓутоа исто така и на национално ниво, се со цел да она што ние го собираме на терен преку соодветни иницијативи се преточи и во конкретни политики кога станува збор и за развојот на овој сектор и на локално и на национално ниво. Значи, со еден збор да кажеме дека дигитализацијата е еднината на македонското земјоделство, на која што мора многу повеќе внимание да посветат и самите земјоделци, но и самата држава. Апсолутно, да. Така да, всушност, да, можам да кажам дека тоа ќе ни ги одбележи и според нас и годините кои што ни доаѓаат. И бидејќи тоа е единствениот начин како може ние да ги фатиме и околните регионални, меѓутоа и светските трендови во насока на постигнување на едно модерно, конкурентно и современо земјоделско производство. Јановски, ви благодарам за издвоеното време и за овој интервју. Ви благодарам и на вас за поканата. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со извршна директорка на Рурална коалиција Лилјана Јоновски, а ние се гледаме во наредното издание на Инфорегион.